Банкарски провизии се наплаќаат за сите услуги и тие на големо ги празнат граѓанските џебови. Креативноста на банките стигна дотаму што дури 18% од нивните приходи се темелат на провизии. Ова е своевиден банкарски феномен кој кај нас трае со години, но и се надградува, поради што негодувањата се погласни. Представништвата на странските банки тука наплаќаат провизии што во нивните земји не постојат, поради што за нив македонските граѓани се златна кокошка. Трајко Славевски, гувернер на Народната банка на Македонија, покрена иницијатива и одржа состанок со банките. Овој грабеж да престане, бидејќи во прашање се десетици милиони евра. Согледуваме неколку видови на платежни услуги за кои надоместоците треба да се намалат и поедностават, а некои да се укинат. Например, надоместоците за одржување на платежна сметка за компаниите, иако се на слично ниво како кај матичните банки во Европската Унија, сепак представуваат висок трошок, посебно за малите и средните компании во земјата, поради што треба да се намалат. Понатам, надоместоците за користење на електронско и мобилно банкарство во услови кога се наплатуваат надоместоци за одржување на платежна сметка, представуваат дополнителен трошок кој би требало да се укине, имајќи предвид дека ова услуга е вообичаено бесплатна за граѓаните кај матичните банки од ЕУ, а дел од нив не наплатуваат вакви надоместоци ниту од компаниите. Според последните податоци од 2024 година, нето приходите од надоместоци учествуваат со 18%, цели 18% во вкупните нето приходи на банките. Покрај приходите од камати на одобрените кредити, овие приходи придонесуваат за високата профитабилност на нашите банки. Банките со доза на резерва го изслушаа предлогот на Славевски, најувајќи одговор наскоро, но од друга страна, граѓаните се конкретни. Па треба. Многу, некој вај чека да ги парите месеца и провизија да му земе. Или па да изваде, исто е. Да, треба да се укинат провизиите. Ја мислам, народот веќе не може да издржува. Тие се трошок плюса? Да. А би требало да кират. Зошто? Значи многу провизија живот. Тоа е трошок повеќе. А каде? Ова јасно кажува што државата треба да направи. Примерот со Хрватска е потврда. Таму со закон е опишан пакетот услуги кои банките не смеат да ги наплаќат на граѓаните. Ова вклучува водење и затворање на сметки, користење интернет или мобилно банкарство, уплата и подигање на готовина на шалтерите или банкоматите, издавање и користење на дебетни картички, плаќање со картички во трговијата и слично.